Тој е пишувач, блогер, поранешен твитерџија, истражувач, иноватор. Тој е еден од научниците од Македонија кои што имаат успешна кариера во странство, но повторно се враќа дома. Зошто? Затоа што сака и знае дека може да работи научни истражувања и во Македонија. Здраво, јас сум Весна Ивановска-Илиевска од Умно МК. Ова е нова епизода на Умен подкаст. Поздрав до нашите спонзори PixPlus, место за секој фотограф и видеограф. Се разбира, ќе ве замолам да не заследите на нашиот YouTube канал 101 подкаст студио и на нашите профили на Умно МК, на Facebook и на Instagram. Вашата поддршка многу ни значи и обстојувањето на Умен подкаст зависи од тоа, се разбира. Вака го представив, наш гостин денеска е доктор Никола Стиков, професор на Политехничкиот факултет, универзитет, се извинувам, во Монтреал, Канада. Здраво, Никола, добре дојде во Умен подкаст. Здраво, живо, Весна, фала за поканата. Реков поранешен твитерџија, не дека се уште не се занимаваш со тоа, туку дека Твитер, веќе не се вика Твитер, туку Твитер се вика X. X. Не знам, тие социјални медиуми се некое неопходно зло. Не е само Твитер, сега има Блуска, има Мастодон, има Фаркастер, има Ностер, има Threads. Од една страна, сите ние само викаме во етерот, нели? Да. Од друга, без тоа, мислам дека е тешко да допреме до тој мал број на луѓе кои сакаат да слушнат тоа што го имаме да го кажеме. Присутен си сегде на овие мрежи? Се трудам, имам еден алгоритам. Во месецот по 2 дена на секој од тие мрежи, да. Значи, со план, така? Со план. Со тебе има многу прашања од каде да почнеме, затоа што си многу сестрана личност. Јас најважното нешто, професијата со која што се занимаваш, ја представив на крај всушност, баш поради тоа, затоа што си многу сестрана личност. Сепак, мислам дека убаво е да почнеме од оваа твоја преокупација во последниве неколку месеци, веројатно и многу подолго, неколку месеци е во јавноста во Македонија и пошироко. Значи, станува збор за проектот Буки, дигитална платформа која што се базира на вештачка интелигенција, целта е транскрипција на македонскиот јазик. Моделот го развивте, да ги спомнам, мислам, тоа е многу поширок тим, многу поширок тим, но многу е важно да кажеме дека ја развивавте заедно со Дејан Порјазовски, тој е експерт за технологии на вештачка интелигенција за препознавање говор од Универзитетот Aalto во Финска. Вклучени беа професорите Илина Јакимовска, Ордан Чукалиев од УКИМ и многу други. Кажи ми, како тргна целава оваа идеја? Така, значи, некаде 2019 скршив рака. Еве, тука уште го имам белегот и не можев да куцам. Нормално работата наша е претежно поврзана со куцање на тастатура. И тогаш инсталирав една апликација за транскрипција на говор на англиски, која што работеше одлично и се интегрираше со Gmail. И викам, ајде да пробам со другиве јазици, српски пристојно работеше, македонски го немаше. Зарасна раката, реков, добро, сега некој ќе го направи тоа, меѓутоа потоа видов дека 4 години подоцна, во 2023-та, ние и натаму немавме таква алатка за транскрипција на македонски говор. Но меѓувреме вештачка интелигенција, другите јазици многу напред отидоа. Поголемите јазици едноставно имаат поголем фонд на реченици со кои што може да се истренираат едни такви модели. Сега 2023-та се случува еден тажен настан, татко ми почина, а татко ми беше новинар во Македонско радио со најголем број на минути изговорени во етерот. Голем дел од тие минути се исочувани, снимани. И јас во желба да направам еден подкаст, нели, инспириран од сите овие одлични подкасти во Македонија, посакав да ги транскрибирам неговите преноси. И видов дека и натаму таква алатка не постои. Имаме модели кои што би можеле да работат на македонски, меѓутоа многу го мешаат македонскиот со соседните јазици, со бугарски, со српски, и дел од тие модели не се отворени. Затоа стапи во контакт со Дејан Порјазовски, тој е експерт за транскрипција на фински говор, и го прашав дали можеме да направиме нешто со македонскиот. Финскиот е повторно, мислам дека јазикот со мало говорно подрачје. Точно, значи повторно е тоа, нели, еден доста специфичен јазик, не само мал јазик и малку чуден, различен јазик од останатите. И Дејан рече, се е до податоците. Ако ние имаме добри податоци за тренинг на ваков јазичен модел, нема проблем. Веќе постојат модели развиени од компании како Meta, Facebook, OpenAI, меѓутоа треба да го прилагодиме на македонски. И тука е моментот каде што УКИМ се вклучува, затоа што тие имаат архиви на транскрибирани интервјуа.
посебно Институтот за етнологија и антропологија, каде што имаме со години снимени македонски собирани говори. материјали, Точно така, собирани низ цела земја. И тоа беше еден убав момент каде што ние земаме податоци што се архивирани и се обидуваме да ги направиме полесно достапни, полесни за претражување. И потоа, нели, Mozilla Common Voice, тоа е исто така отворена платформа каде што луѓе донираат своји гласови и ние со тоа собравме некаде 60 на часови македонски говор и го истрениравме Буки. Буки е во моментот отворена, бесплатна алатка што работи подобро од сите други отворени модели за транскрипција на македонски јазик. Кажи ми, периодов завршува, веќе завршена е кампањата за донација. Донации се потребни постојано. Мислам, првенствено за парични донации за одржување на платформата, се разбира. Мислам, ова го правите ентузијастички. Интересен момент е што беше потребна донација од гласови. Кажи ми, зошто беше важна оваа донација и зошто се потребни овие гласови, мислам, која е функцијата? Особено, нели, последно беше, она што кубуревте во еден момент беше донација од детски гласови и од гласови со дијалекти на одреден дијалект од македонскиот јазик. Така, значи вештачката интелигенција е толку добра колку податоците кои што ќе ги дадеш. Да. И затоа е многу тешко да се истренира една алатка како Буки со 2, 5 или 10 гласови. Так. Затоа што Буки ќе работи одлично на мене, да кажеме, затоа што е истрениран на мојот глас. Так. Меѓутоа, ако земеме друг човек, дете, човек со дијалект да зборува на Буки, транскрипцијата нема да биде толку добра. Так. И ние затоа направивме кампања во која што сакавме секој да прочита барем 1, 2, 3 реченици на македонски и дури ако има акцент, дијалект, говорна мана, се тоа е подобро затоа што на тој начин го прилагодуваме Буки да може да го препознава говорот на сите. Така. Се збогатува. Апсолутно. И тогаш добивате еден персонализиран транскриптор. Значи секој кој што сака, нели, дали е скршена рака, дали е хендикеп, дали е новинар кој што сака да транскрибира, доктор кој што сака да чита снимки, радиолошки снимки, сите тие можат да му диктираат на Буки, за Буки да го запише тоа што е кажано. Така, и да го извади во печатена форма. Точно потоа. така. Ке се вратиме на прашањава поврзани со вештачка интелигенција. Мислам дека прилично си фасциниран од сево ова што се случува. Како не? Мислам дека целиот свет е фасциниран. Да, апсолутно, мислам и интересно ми е, битно ми е твоето поимање на нештава за оваа област, затоа што си научник, се занимаваш со тоа, а ние сме на прагот на една нова револуција која што веројатно многу ќе го смени животот на луѓето. Да се вратиме на почетоците во 90-тите години. Мислам, ти имаш онака интересна приказна. 90-тите години беше средношколец во Корчагин. Точно. Така, трета година мислам дека замина на довршување на средното образование во Америка. Во овој период мислам дека годините се поврзани со надпревари по физика, математика. Негде имам фатено момент дека имате тука надпревар со режисерот Ѓорче Ставревски кој ќе биде подобар. Точно така е, да. Со Ѓорче иста година ја освоивме 13 ноемвриската награда. Мислам дека бевме на град Скопје, да, значи бевме осмоделенци или не, прва година. Така, двајца корчагинци. Ја освоивме затоа што на претходната година освоивме многу награди на надпреварите по математика и физика. Така. Сега, ние сме првата генерација што не успеа да отиде на сојузен надпревар. Значи, Југославија се распадна и останавме со тоа, нели, прво место во Македонија, ама не можеме да учествуваме на меѓународни олимпијади, така. А сојузниот веќе не постои. Така. Земјите, поединечните земји уште не беа акредитирани во надпреварите и така натаму и така натаму. Да. Во тоа време, значи, нели, повторно зборуваме, мислам, ова е битно да го чујат помладите слушатели дека во тоа време немаше интернет. Со писма се комуницираше, тогаш замина за Америка. Како се случи ова? Да, значи тоа беше првото заминување, тоа е некаде 95-та. И јас сум всушност првиот стипендист на Нова. Во тоа време Нова не беше ова што е Нова денес. Воопшто средно училиште. Значи Нова беше школа за јазици. А јас одев кај Венера Новаковска, основачката на Нова, дома во станот на часови англиски. И кога тие
прва година решија да пратат наши ученици во странство преку една невладина што се викаше АЈУСА, јас добив стипендија да заминам една година во средна. Сега, во тоа време, нели, сите викаа, ќе земеш 2 во 1. Така. Значи, одиш во Америка, зимаш 2 во 1 и продолжуваш, остануваш во Америка. Тогаш беше ти трета година средно, Тоа е трета така? средна, така, да. така. Сега, не е тоа зимање 2 во 1, тоа е повеќе ти ги земаш сите предмети кои што се потребни за да добиеш една диплома и јас завршив, значи, трета година во Америка со диплома од американско средно. Така. Каде се случуваше, каде беше ова во Ова Америка? беше во едно многу мало градче, Јукаја, во Северна Калифорнија. Така. Кај една прекрасна фамилија, што се викаат Симпсонови. Со кој што сме Беше се уште... кај бев Симпсонс. Кај Симпсони, кај Симпсонс бев, да, и се уште сме во контакт со семејството, ги посетуваме, имаме прекрасен однос со нив и натаму. И благодарение на Нова, јас отидов таму една година, меѓутоа, мојата желба беше да се запишам на многу силен универзитет во Америка, а за жал, крајните рокови за апликација на такви универзитети се многу рано. Значи, треба некаде декември месец веќе да се аплицира. Така. А јас што попрво да направам? Стигнав таму крај на септември и решив да ја завршам годината без да се запишам на Така. Американски факултет. Така. И потоа, 96-та, јас се враќам тука. И квадрираше И четврта квадрирав година. четврта година, да, баш така. Видов дека одлично си истражила, не знам каде си ја нашла таа информација, ама да, пишав квадрат во Корчагин. И уште еднаш завршив четврта година. И се вратив тука и сега сите Имаш се чудат. двојна матура, тоа е Имам, битно. Да, имам двојна Така. матура, имам 2 дипломи, меѓутоа како да ги убедиш луѓето тука дека всушност тоа е добро. Така. Значи директорот на Корчагин вика што правиш тука, оди на факултет. Викам не ќам, јас ќе се запишам на американски Така. факултет. Ама немаш полагано, не знам, логика е предметот во трета година. Така. Ќе полагам, викам, се што треба. Се согласи. И Венера повторно, зошто не се запиша на факултет? Викам, има време, јас ќе се запишам на топ 10 универзитет во Америка. Родителите исто. Чекај се, зошто? Да. Меѓутоа, ете, тоа беше една одлука која што мислам дека се исплатеше затоа што јас таа 96-та аплицирав на 3 факултети. Така. Стенфорд, MIT и Калтек. Така. MIT ме одби, Калтек ме стави на листа на чекање, а Стенфорд по некое чудо ме прими и ми плати полна стипендија. Полна стипендија. Што беше веројатно пресудно. Како не, мислам, тоа беше, нели, остварување на сон. Така. Ете, значи, јас 97-ма заминувам таму како прв македонец на додипломски студии на Стенфорд. Ќе се вратиме на ова прашање понатаму, и мислам дека има еден битен момент тука. Сакам да позборуваме малку за оние 90-ти години во Скопје. Практично ти тогаш, мислам, првата половина на оваа декада ја помина тука. Значи, навистина беа интересни години, нели, државата нова си зебаше залет. Тоа беа последните концерти на ИКВ во БКЦ во Куршумлијан. Бев на двата. Така? Јас не бев. Тие ги имам пропуштено. Да. Скопје имаше многу киносали, мислам дека кината Вардар 1-2 работеа, Култура киното, имавме продавница за плочи, за дискови касети, Југотон. Скопје тогаш стануваше на вистина онака центар на техносцената во регионот, мислам, не во Македонија. Беа на вистина прогресивни години. Сакав да зборнеме за ова, затоа што ова пак ќе има многу, ќе се одрази на твојот развој понатаму, твоите интереси и се друго што понатаму ќе работиш во животот. Како се сеќаваш на овие години? Добро, тоа мислам, сакам да нели, те прашам. носталгијата ги бои сите тие сеќавања, може би поромантично од што на вистина биле. Так. Мислам, од една страна, да, имаше многу работи во Скопје, меѓутоа, мислам дека е многу тешко да се замисли како изгледа Скопје, Македонија во 90-ти, кога немаме интернет, и кога може би ги памтиме овие работи затоа што па и немаше се останато што сега ни е на допир на прстите. Така што да, секој зборува за тој нели те фестивал на продиджи што дојдоа во Скопје, ама тоа е затоа што немаше друг таков фестивал. Така е, да, сите зборуваат за Pulp Fiction кој што дојде во киноцентар и јас го гледав 3 пати истата недела. Така. Меѓутоа тоа е затоа што ги немавме сите други светски филмови на допир. И тоа дури не е лошо затоа што создава една глад.
Затоа што ти во 90-ти, ако сакаш да бидеш во тек, нормално имаме MTV на сателитска телевизија. Ама одиш кај Сокол да ти преснимува снимки од, не знам, Сокол во Козле, не знам дали го знаеш. Не. Значи Сокол беше еден од тие колекционери на музика и видеокасети, и ако сакаш да имаш концерт на Елвис од 60-ти, одиш кај Сокол да ти преснима. Така. Одиш во Поп-Топ во Скопјанка, Да, и знам. тие ти прават пиратски Така. копии на сите светски албуми. Така што се создава една глад, една љубопитност за светот, Истражување и каде, тоа те тера да снаоѓање. сакаш да отидеш на страна каде што се тоа е нели многу подостапно. Така. Така што да, од една страна имаше, од друга страна не беше доволно. Така. Сепак Скопје и тогаш и денес е релативно мал град, Македонија е мала земја. Така, апсолутно. Сонуваше за Калтек, Точно, заврши на Стенфорд. Така е, да. Значи, Планираше да студираш физика, сонуваш исто така да станеш познат физичар, се насочи сепак кон инженерство. 12 години помина на Стенфорд, каде што нели и ја заврши комплетната научна почетна кариера со докторат. Малкумина македонци може да се пофалат дека биле во живо на предавање на Стивен Хокинг, например. Раскажи ни за овие 12 години, мислам, како се насоката во која што те водеше патот, мислам, верувам дека скршнувања секогаш постојат. Значи, Калтек доаѓа од Карл Саган и книгата Контакт. Главниот лик во Контакт има студирано на Калтек. И јас сете отидов со намера, нели, да се запишам на Калтек, а кога Калтек ме стави на листа на чекање, одлучив дека ќе одам на Стенфорд и ќе студирам физика, затоа што баш таа година Стенфорд доби Нобеловец по физика, Стивен Чу. И првите неколку семестри се земаат предмети и од физика, и од математика, значи тоа е некоја као почетна година во која се подготвуваш, оти на Стенфорд не мораш да одлучиш што ќе студираш. Така, интердисциплинарно Значи, можеш да се почнуваш ги со нешто, завршуваш сите Првата година јас студирав филозофија, математика и физика. Значи тоа беа трите предмети кои што требаше да ги земам. И потоа, на крајот втора година те прашуваат што сакаш да одбереш. Сега, како некој кој што секогаш бил добар во школа и добар со предмети, за мене беше тешко да се направи таа одлука, нели сум одлучил физика, меѓутоа во еден момент сваќам дека не се доволни само предметите, не е доволно да имаш петки на сите предмети. Напротив, многу е поважно малку да истражиш надвор од таа зона на комфорт, а тоа што Стенфорд го возможува повеќе од добри предмети е контакти со вистински луѓе. Значи, тоа се 90-ти на Стенфорд. Тоа е формирањето на Google. Јас бев асистент за Мариса Маер, која што потоа стана вице-председател на Google. Пред очите се формира таа нова Силиконска долина. И сите тие контакти сваќаш дека се многу поважни отколку петката на предметот по физика или по математика. Сега, тука се гостувањата, нели, Стивен Хокинг доаѓа да зборува со Андреј Линде, професор на Стенфорд, за теорија на инфлација и настанување на универзумот. Гари Каспаров доаѓа да се буни дека изгубило Deep Blue, вештачката интелигенција, и објаснува како тоа не бил фер надпревар. Леонард Коен доаѓа и објавува дека ќе се врати и ќе прави концерти заедно со Филип Глас. Југословенски легенди доаѓаат, Марина Абрамовиќ, Душан Макавеев, изборуваат за тоа како било да се твори во Југославија. Тоа отвара многу хоризонти. И може би затоа избрав поле кое што е многу интердисциплинарно. Јас работам со магнетна резонанса, затоа што ми дава шанса да работам математика, физика, медицина, и да бидам во тек со многу нови технологии кои што прво наоѓаат примена во такви едни биомедицински науки. Достанеше во Македонија, што ќе правеше без оваа интердисциплинарност, каде што, мислам, која што во нашиот образовен систем е така прилично крута? Јас сакам да верувам дека се ќе беше многу слично. Затоа што секогаш е лесно да го обвинуваме системот дека не ни дава доволно шанси. Меѓутоа пак зборуваме за таа глад. Некој кој што има глад ќе најде начин. Така што да, јас бев подготвен да не одам на Стенфорд затоа што писмото од Стенфорд дека сум примен се изгуби. Значи, доаѓа јуни месец, сите мои другари знаат каде ќе одат, а јас уште чекам и немам, значи, абер дека сум примен. Така што јас бев комплетно подготвен да продолжам на електро и здравје Боже за постдипломски следната шанса. И кога се случува, нели, јас да се јавам на Стенфорд, да прашам што е работава, тие викаат примен си, викам супер што сум примен, ама јас пари немам.
Примен си со полна стипендија, писмото ќе стигне. Така што јас дури и тогаш бев психички спремен дека тоа е едноставна некоја среќа луда, ама и без неа секогаш се наоѓа пат. Важно е да имаш некој што ќе отвори врати, што ќе ти објасни како функционираат тие работи и мислам дека се што доживуваме дека е некоја пресудна одлука, не е таква. Тоа е се некој сплет на околности и лавиринт низ кој што се движи. Апсолутно. И можностите се секогаш бесконечни и се потенцијал за нешто. Дури најтешкото нешто е кога мислиш дека одеднаш светот ти се отворил. Значи, најтешките години во мојот живот се првите години на Стенфорд. Затоа што одеднаш ти се чувствуваш дека ти се отворил светот, сите од тебе очекуваат дека готово, од сега се е песна, се оди лесно, а ти сваќаш дека тоа е само почеток на еден многу мачен пат, а многу малку наидуваш на разбирање дека едноставно и натаму е тешко. Што се жалиш, види колку ти е убаво. А јас постојано назад во Македонија секое лето. Како сега да објаснам дека мене ми е поубаво да бидам во Македонија во лето, отколку да бидам на Стенфорд. И потоа доаѓа и мојата врска со Драгана, со која бевме 7 години на дистанца. Од 99 до 2005. Постојано Скопје, Стенфорд, па не можеше да добие виза, па тоа ни направи големи проблеми за да дојде во Америка, па отидовме во Јапонија, и сите тие мали моменти се тие што ја прават кариерата, а не една таква пресудна одлука. Така, апсолутно. Тоа сакав и да те прашам по сите овие голготини, тежок збор, нема веза, авантури баш онака, семени, се стациониравте во Монтреал. Работиш на полето и самиот спомна магнетна резонанца и си професор на Институтот за биомедицинско инженерство при Политехничкиот универзитет во Монтреал. Кажи ми од еден човек кој што сонуваше да биде светски познат физичар преку овој микс на различни науки што всушност си ги прилагодуваш на себе, предпоставувам на својот карактер и темперамент, да работиш она што сакаш да го работиш. Кажи ми, чисто да објасниме кој е полето на твојот научен интерес. Магнетна резонанца сама по себе нешто многу интересно, нешто без што не може ниту една медицинска дијагноза да се потврди, да се разјаснат многу нешта. Што точно работиш? Така, значи јас сум инженер. Освен што предаваш. Тоа значи дека јас развивам нови технологии за магнетна резонанца. Дури некогаш ме опишуваат како медицински физичар. Значи некој кој што се обидува да ги разбере основните принципи на магнетна резонанца и да ги прилагоди за снимање на различни состојби. Главната тема на истражување е белата материја во мозокот. Значи ние во мозокот имаме сива материја, која што го прави мислењето, да кажеме, и белата материја што ги пренесува информациите. Ако изгубиме бела материја, имаме когнитивни проблеми. Јас се обидувам со скенерот за магнетна резонанса да измерам колку бела материја имаме во различни делови на мозокот. Сега, тоа е корисно за мултипна склероза, за многу демилинизирачки болести, каде што го губиме миелинот во мозокот. Меѓутоа, тука се јавува тој многу интересен инженерски проблем, каде што јас се обидувам да дадам бројка. А скенерот за магнетна резонанса не е направен да дава бројки. Скенерот за магнетна резонанса дава слика. Ете така. За јас да можам да извадам бројка, количество на бела материја, потребно да направам сите скенери за магнетна резонанса да ми ја дадат истата бројка. Тоа значи Siemens, Philips, General Electric, Canon, United Imaging. На сите тие скенери јас да можам да ја употребам истата секвенца, истата технологија и да им покажам на клиничарите дека добиваме исти бројки. И ние имаме одлични резултати, благодарение на компанија од Стенфорд, мои колеги кои завршија докторат со мене, кои успеваат да развијат една платформа што работи на сите скенери за магнетна резонанса. Така што мојата цел како инженер е да дадам точни мерења на ткивото кое што го снимаме со магнетна резонанса. Како се развива? Значи, за овие нешта зборувавме пред 2-3 години, што има ново во меѓувреме? Па новото е дека направивме една многу убава соработка со неколку светски универзитети. Јас само што поминав време на NYU Абу Даби, тоа е во Емиратите, на Џунтендо универзитетот во Токио, во Јапонија, тоа е првиот приватен западен медицински факултет во Јапонија.
и нормално во Монтреал, каде што ги употребивме истите секвенци за скенирање на пациенти и на здрави луѓе. Значи, одеднаш овој систем што го развивме во Монтреал добива една интернационална димензија и се надеваме дека ќе помогне да се прават големи студии со голем број на пациенти, кои што ќе можеме да ги споредиме меѓу различни места. Оти во моментов тие споредби се многу тешки и затоа сме ограничени со бројот на пациенти кои што можеме да ги скенираме. Јасно. Кажи ми, а во поглед на она што го предаваш на универзитетот, каде си насочен, кој ти е фокусот, студентите твои? Така, значи јас предавам неколку предмети поврзани со биомедицинска технологија и инструментација. Имам студенти од втора година кои учат за концепти поврзани со инженерство, ЕКГ, како да го филтрираме, како да го зголемиме сигналот, и имам предмет што е малку по како да кажам креативен, каде што имаме гости, а студентите треба да презентираат на теми поврзани со нови биомедицински технологии. Првиот предмет е доста стандарден, значи има испити, има лаборатории. Вториот предмет е предмет каде што им велам на студентите критериуми за оценување нема. Се е субјективно. Јас сум тука и имаме експерти кои што треба да ја оценат твојата презентација. И си правиме едно мало како Police Got Talent, оној талент шоуто, нели? Треба да излезе студент. Да. И да презентираш устав. Точно така. И ние, значи, потоа ги рангираме. Најдобар, втор, трет, четврти. И тоа е малку непријатно, нели? Мислам, не би требало така во школа. Ама за жал мислам дека така е едноставно реалноста. Кога ти аплицираш за работа, никој не ти вели исполни 90% од критериумите. Ги спремаме за нешто поголемо што следува. И тоа е многу забавен предмет, каде што јас гледам како студентите одеднаш сваќаат дека не е поентата оценката. Поентата е како да убедиш некого дека си најдобар за одредена позиција или за одредена тема. Се шират хоризонтите. И мислам се обидувам дури и во наставата да воведам некои нови методи за оценување, каде што луѓето сваќаат дека не е само до петката, не е само до највисоката оценка. Туку е потребно да се спремиш и да импресионираш некого со твојата презентација. Кажи ми, во поглед на студенти, сепак Канада е земја каде што има голема македонска диаспора, има студенти македонци по потекло што доаѓаат, ти се паднале? Во Квебек не, затоа што Квебек е франкофона средина, така што голем дел од македонците се претежно во Онтарио и во другите англофони провинции. Имаме ние една мала заедница на македонци во Квебек, меѓутоа до сега ниеден од нив не дошол на Политехник да студира на мојот факултет. Меѓутоа имаме луѓе од Балканот, имаме луѓе емигранти, значи тоа е една многу шарена средина и навистина е убаво кога живееш во еден таков центар светски за наука, затоа што ги добиваш најдобрите студенти од сите агли на светот. Кажи ми, можеш да направиш споредба, сега си таму повеќе од 10 години, од прилика. Веќе 15. Така, можеш да направиш разлика пред 15 години и сега. Значи, повторно го врзувам овој муабет со наплив на нова технологија. Сите користат и ќе користат. Колку уште активно го користат мозок? Мислам, гледаш ли разлика? Промените се гледаат, апсолутно. Сега, обично вака, кога ќе ми постават прашање, јас враќам со сакаш да се фалам или да се жалам? И двете. Технологиите многу помагаат. Значи, се тоа што е достапно на новите генерации прави знаењето да е на врв на прстите и да може многу полесно да се изработи домашната, да се изработи лабораторијата, да се добие брз фидбек, и сето тоа да биде спакувано и презентирано многу попрофесионално. Ако ќе погледнеме тие квалитети на студентите, мислам дека тие многу подобро знаат како да отворат Google, ChatGPT, презентација, подкаст и сето тоа да го направат да делува многу подготвено и професионално. Ама тоа си носи со себе една друга страна, а тоа е една инфлација на оценки, меѓутоа инфлација и на дипломи. Одеднаш секој може да заврши факултет. Сега прашањето е дали секој треба да заврши факултет. Затоа што во еден момент ќе се случи проблем каде што имаме премногу дипломци, магистри, докторанти, а премалку работни места. И мислам дека ја гледаме таа тензија точно сега, каде што одеднаш имаме хиперпродукција на кадар, а немаме доволно квалификувани работни места за нив. Што мислиш за ова? Јас да речеме,
апсолутно го поддржувам користењето на новите технологии, но сметам дека платформата не треба да ги замени личните знаења, личните познавања. Значи во смисла, ако јас не знам да вадам корен математички, не мислам дека алатката треба да ми помогне. Јас морам да научам како се вади корен. Апсолутно. За да ја користам оваа алатка. Каде ја гледаш опасноста дека тука можеби да станеме интелектуално мрзливи? Така. Мислам дека секоја нова технологија не плаши на сличен начин. Значи, ова е муабетот во 90-ти, кога, се плашевме дека можеби Википедија ќе го уништи начинот на кој што презентираме, копираме се од Википедија. Потоа сваќаме дека едноставно сите фаќаат чекор и повторно е потребно малце да се одскокне. Така што, која и да е технологијата, повторно се сведува на тоа ќе има некој кој што ќе биде подобар благодарение на таа технологија. Ако тоа ги подигне стандардите, тоа можеби и не е толку лошо. Апсолутно. Ама во право си дека тоа ќе не направи да се сокриеме за технологијата. И мислам дека тука е таа една битка која што треба да ја избиеме со вештачката интелигенција. Во моментот, вештачката интелигенција е еден многу централизиран систем. На сите ни ја дава истата информација. Вештачката интелигенција не ја познава Весна, не го познава Никола. Тоа се централизирани модели развиени од огромни компании, дури и тие алгоритми за препораки не се персонализирани. Тие велат, некој кој што го сака Pulp Fiction, ќе ги сака и другите филмови на Тарантино. Така, Меѓутоа, ние сме во зародиш на еден персонализиран агент кој што ќе успее да не дуплира или да не триплира. Значи, јас ја гледам технологијата за 10 години како нешто што ќе успее да направи неколку копии на Весна и копии на Никола со сите нивни позитивни и негативни страни. За ние потоа да можеме да бидеме продуктивни, меѓутоа многу индивидуализирано продуктивни. И затоа немам страв. Како што се плашевме дека интернетот ќе смени многу работи, па на крајот видовме дека сепак ево наша корист, мислам дека и вештачката интелигенција и новите технологии ќе најдеме начин да ги користиме. Ама ова што имаме во моментот е една експлозија на очекувања. Така. И многу е интересно дека за 10 години голем дел од тие очекувања нема да бидат точни. GPT моделите на OpenAI веќе успоруваат. Значи, дури се зборува дека нема да добиеме GPT-5 затоа што бара премногу податоци кои што ги немаме во моментот. Откако ќе се случи тоа едно успорување, тогаш учиме како да ги користиме тие технологии. И затоа не се плашам многу. Мислам дека како што во 80-ти никој не може да види дека интернетот е, иднината на филмовите, така во 2040-та ќе кажеме вештачката интелигенција е иднината на образованието. Така. Во поглед на она што го правиш, малкумина научници се медиумски активни, малкумина научници сакаат јавност. Од друга страна, значи имаме и спротивни случаи. Ајнштајн, Стивен Хокинг беа звезди во своето постоење. Дури мислам дека оној период на живење на Ајнштајн, Тесла, Марија Кири, значи таа група луѓе кои што направија навистина револуции во науката, мислам дека таков тип на звезди веќе на едно место собрани, дека досега барем дека не се повториле. Точно, мислам така. зборувам за широката јавност. Се разбира дека во научниот свет сите си се звезди во свој домен оние. Така што ти си апсолутно медиумски активен, кај тебе веќе спомна дека има пред се генетски предиспозиции. Значи, повторно сакам да го спомнам таткот ти Александар Стиков, кој беше познатиот спортски коментатор и радиоводител. Твоите почетоци ги лоцираме во 2013 година со почетокот на блогот Кантарот. Така. Сега, прво, не постојат звезди од тој калибар и има повеќе причини за тоа. Пред се културата е децентрализирана, културата е фрагментирана. Знаеш една изрека од Ворхол дека во иднината секој ќе биде славен 15 минути? Па има еден музичар што се вика Момус и Момус пред 20 години има кажано во иднината секој ќе биде славен за 15 луѓе. И тоа е тоа што го гледаме. Целата ова децентрализација на медиумскиот простор, толку многу подкасти, секој со многу ниш публика, го гледаме и во науката, и во новинарството. Така што, мислам дека
за мене кантарот беше еден обид да се поврзам со мала група на луѓе и да го направам тоа анонимно. Затоа што секогаш имав проблем со пишување под име и презиме. Премногу мислиш. Кога ќе се ставиш под псевдоним, одеднаш зборовите полесно доаѓаат. И многу интересно, кога конечно излегов од тој псевдоним, јас погледнав што сум пишувал и реков, ништо од ова не било за псевдоним. Јас не сум имал потреба да се кријам. Ама едноставно се опуштив и реков во редје, мојот пишан збор да одекне дури и со моје име и презиме. Кантарот беше таа транзиција од еден анонимен блог во 2013 што пишуваше претежно за филм, музика и од време на време за наука, до една фондација каде што се поврзавме со Драгана, сопругата, и рековме, сега кантарот ќе биде нешто отворено за јавноста, што ќе се обиде да придонесе за подобрување на животот во Македонија. Ама од 2013 до 2020 тоа беа едни бебешки чекори. Полека се отваравме. Така. Во меѓувреме се случи паралелно ова како се одвиваше, нели ми самиот велиш онака, се почна со пишување мејлови, пишував мејлови, така, луѓе некогаш ми одговара, некогаш не ми одговара, веројатно имало врска со твоето заминување таму, враќање во Македонија и целиот тек на животот и секојдневието. Сакав да се вратиме на почетокот на 2020 година, кога ти со семејството на сабатикал, ќе ни објасниш и што е сабатикал, пошто во Македонија малку ми не го разбираат овој термин, и онака од една покана за пиво муабет за декраните, се роди една моќна научна заедница, велам моќна затоа што гледам дека тука се собрани фантастични луѓе од Македонија кои што работат на фантастични места во странство, сите имаат поединечно феноменални кариери. Македонија малку знае за нив. Да, значи, ќе почнам малку од сабатикалот, кога ќе ме прашаш, нели, стално велам да се фалам или да се жалам, тоа е нешто за што стварно не можам да се пожалам. Значи, мојот универзитет е еден од ретките универзитети кој што на професорите секој 3 години им дава шанса да минат 6 месеци каде сакаат во светот, им ги покрива животните трошоци, дури и школските трошоци на децата, ако сакаме, ние не сакаме, ги праќаме децата во државно училиште, и транспортот, за ние да се поврземе со други универзитети во светот. 2020, по игра на случајот, јас решавам да ја минам во Македонија и доаѓам тука во јануари, а во март сите се затвараме. Сега мене факултетот ме праша дали сакам да се вратам во Канада или да останам во Македонија. И јас со Драгана, со сопругата, се погледнуваме буквално една секунда, викаме Македонија. И мислам дека тие такви емотивни одлуки се многу поважни отколку тие што со мозок ги носиш. Ние едноставно заклучивме дека дома е таму каде што сакаш да бидеш кога светот ќе го стрефи пандемија. Да. И мислам дека тоа беше многу исправна одлука. Затоа што Канада се затвори, а ние немавме блиски луѓе таму, нормално пријатели, меѓутоа друго е фамилија. Така. Останавме тука и рековме, ова е шанса за сите наши планови што сме ги правеле еден ден во Македонија, ова е тој еден ден. И во тој период ние размислуваме како да направиме нешто повеќе. Наука за деца е нешто што Драгана го превзема, значи успеавме да направиме неколку убави видеа, преку 100 видеа за деца, преку наука за деца, конференции, а овој вториот момент е една мейлинг листа Сиеста. Сиеста почна со Кирил Гаштеовски, наш човек во Германија, малку пред пандемијата, ајде да се поврземе со други наши научници. Меѓутоа, како што се затворивме, Кирил почна да ги контактира. И одеднаш од група од некои десетина луѓе што беа на таа мейлинг листа, станавме преку 200. Кирил ги контактираше, потоа правевме вакви разговори во затворен круг со наши научници, и полека сите тие уживаа да дојдат секоја среда во 5 на еден разговор што беше некој, нели, предок на подкаст. Да. Меѓутоа не го отваравме за јавност, тоа беше само по покана, максимум 20 луѓе. И тоа создаде една многу убава динамика меѓу нас. Како што растеше заедницата, разговорите стануваа се поразновидни. Предпоставам тука имаше луѓе кои што воопшто не се познаваат. Да, апсолутно. Значи, јас голем дел од тие луѓе се уште не сум ги запознал во живо.
Што не значи дека не работиме редовно заедно. Така. И од таа сиеста заедница, која што сега брои преку 350 луѓе, се поврзавме со УКИМ, направивме центар, се вика Центар за напредни интердисциплинарни истражувања. Во моментот само што примивме 15 нови членови, значи Ценис во моментот ќе има 25 до крајот на годината, и благодарение на ова поврзување се надеваме дека ќе донесеме Така. истражувања, проекти, соработки меѓу наши научници родом од Македонија, кои што се во странство, и наши научници тука. Овој проект со центарот е веќе 2 години од прилика, така Мислам чинам дека да 2 или 3. 2021 тука негде, 2,5 години. Така. Како на кој начин се поврзувате, како луѓето се вклучуваат во центарот и ме интересира каде го гледаш научниот потенцијал во Македонија. Мислам, стварно факт е дека буџетите за наука се смешни. Откако според моделот на кој што функционира државата, буџетот е насочен на Министерство за образование и наука, може би 99% од буџетот оди за образование, значи тука се плати за наставници, режиски трошоци, се нели. За наука останува секогаш многу малку. Од друга страна, по дефолт и универзитетите, особено УКИМ, овие најстарите, се тромави големи институции, тешко се поместуваат. Ти и пред 3 години рече, јас верувам во ова, центарот е динамичен, самостоен, може да функционира. Каде го гледаш практично, кажи ми, потенцијалот? Значи, мислам дека се подценуваме затоа што нормално парите се малку, тоа знам. Од друга страна, човечкиот потенцијал е голем. И повторно, имаме ние тука амбициозни луѓе кои што имаат таа глад за да се докажат. Секој член на Ценис се приклучува со конкретна идеја што би сакал да направи во државата. Сега не сакам да ги набројувам нели сите други предлози, меѓутоа можам да кажам за себе. Значи, ние го започнавме Буки, тоа е еден проект на Ценис. Започнавме на платформа што се вика Neurolibre, која што јас ја направив на претходниот сабатикал. Значи бев 2020, потоа 2024 повторно бев на сабатикал и направивме една мрежа на универзитети кои што ќе поддржат нова платформа за научно издаваштво. Центрите се Токио, Абу Даби, Скопје и Монтреал. И да се има таква поддршка од институција која што успеа да направи сервер, што ќе може да ги хостира овие податоци, човек кој што ќе може да ни помогне да ги постигнеме техничките перформанси, не беше полесно во Јапонија или во Абу Даби. Така што има нешто што кај нас сепак не смееме да го подценуваме, а тоа е секој се знае со секого. Да. Сега, тоа често е и проблем, нели? Тоа е некоја бара во која што тешко да се излезе. Ама од друга страна, јас многу добро знам кому да се обратам кога е потребно да се спроведе нешто. И да се заврши работата. Ценис се формираше многу брзо. Сите административни работи околу Ценис, јас сум изненаden колку брзо се движат и ние започнавме со мала група, 5, стигнавме до 10, сега сме 25 членови. Секој од нив ќе донесе нешто вакво. Може би грант, може би соработка, може би менторство, може би интерншип, пракса. Так. И мислам дека на тој начин органски ќе се создаде едно јадро на наши научници од странство што соработуваат со УКИМ. Јасно. Кажи ми, да се вратиме малку на Буки и на вештачката интелигенција. Значи сега нели основата е да се заштити македонскиот јазик, така? Каде го гледаш потенцијалот, каде би можело да расте се во ова? Во кој правец? Мислам дека тука треба да дојдеме на тој филантропскиот дел за кој што сакам да зборуваме. Значи, на Западот филантропијата е многу важна. Не затоа што тие се поголеми филантропи од нас, туку затоа што државата стимулира донации. Секоја донација доаѓа со даночно олеснување. И тоа е причината заради која сите овие големи имиња формираат своји фондации и се обидуваат да донираат дел од своето богатство. За жал, ние тука немаме таков механизам. Ние формиравме фондација во Македонија, ама кога јас сакам да донирам канадски пари тука за кантарот, дупло ги даночам. Прво плаќам данок во Канада, потоа потребно е и тука да бидат оданочени. Така што имаме многу голем проблем во тоа како да ги убедиме луѓето да дадат пари. Зошто да дадат, кога државата не им го олеснува. И ние се обидуваме да создадеме една култура на донации
И мислам дека Буки е еден многу добар пример за тоа дека не се само пари во прашање. Да. Секој може да придонесе. Ние постојано праќаме SMS пораки за да спасиме некој дете или човек што има болест. Ама немаме култура во која што препознаваме дека секој од нас може да придонесе во вакви отворени активности. Буки е многу убав пример каде што филантропијата, нашата фондација Кантарот, предводена од сопругата Драгана, се обидува да убеди други институции да го поддржат проектот. Ценис застана зад нас, Дејан Порјазовски ќе биде нов член на Ценис, ќе ни го даде тој академски гравитас, академска тежина. Меѓутоа, ние во моментот сакаме да се поврземе со други институции кои можат да помогнат во ширење на овој проект. Сакаме донација за сервер, за да не мораме да му плаќаме на Hugging Face, каде што во моментот работи Буки, $50 дневно. Значи, ние сакаме да имаме локален сервер, кој што ќе работи на Уким, што ќе може да направи Буки да работи брзо. Ни треба дизајн, ни треба медиумска поддршка. И многу ми е драго кога ќе видам компании што го препознаваат тоа. Телеком само што објави повик за да му помогнеме на Буки. Тоа е тоа што мислам дека фали во државата. Да ги убедиме сите дека можеме да придонесеме. Ако немате пари, прочитајте реченица. И тоа е донација. И тоа е вредно. Ако создадеме една ваква култура, се надевам дека и државата ќе препознае дека даночни олеснувања се многу важни за да продолжиме да градиме нешто во еден невладин филантропски сектор. Така. Имате ли поддршка, да речеме, од колеги кои што се економисти, правници, кои што се дел од власта, и самиот спомна дека позитивната работа е во Македонија, што секој се знае со секого и знаеш до кого да стигнеш. Имате ли некаков предлог? Значи, види, ова со донациите и со поддршката е многу битен фактор за во поддршка на култура на многу сфери кои што не се профитабилни и не се гледаат низ призмата на парите, знаеш. Пред многу години се правеше, се подготвуваше закон кој што требаше да олесни доколку некој спонзорира изложби, концерти, и на крај се сведе на тоа спонзорството да биде на концерт на турбофолк звезди од регионов. Ама и тоа треба сега, боже мој, мислам. Не, се е тоа во ред. Проблемот испадна што тој сектор и така имаше поддршка и пари, другиот сектор никако не доби поддршка. И се уште е така. Имате ли поддршка во заедницата научна да формираат модел кој што би модел што ќе понудат на државата за да се направат вакви измени? Верувам дека не е комплицирано. Многу е тешко да се работи со државни политики. Не затоа што нема добра волја. Туку јас низ годините имам видено како таа една добра волја која што доаѓа од највисоко ниво, полека се претвара во нешто многу по-приземно, да го крстиме. Не мислам дека имам конкретни сугестии затоа што едноставно во душа не сум политичар. Јас многу повеќе сакам да работам underground. Јас живеам за тие 15 луѓе, нели? Има една, нели, од Балашевиќ еден текст вика само ретки наѓу ретки. Јас многу сакам да допрам до неколку луѓе кои што потоа ќе го размислуваат ова. Така што и да е, кога ќе ме прашаат, јас имам многу, предлози кои што се доста агресивни, можеби и радикални, ама на пример, крипто. Македонија треба да биде голем водач во криптоиндустрија. Македонија треба да се постави во оние места каде што имаме шанса да се етаблираме како нешто ново и нешто различно. Не мислам дека сум во состојба јас да ја креирам таа политика. Мислам дека е доволно што од време на време некој политичар, можеби мој пријател, ќе запознае некој од луѓето со кои што работиме и ќе дознае како тоа да се вклопи. Мислам дека ако решиме да работиме на ниво на создавање државни политики, ќе го изгубиме тоа што го имаме во Кантарот, а тоа е underground со мала група на луѓе кои што веруваат во тоа што го работиме. Така што да, во секој момент стоиме на располагање за консултација, меѓутоа не би сакал јас да ја советувам владата што треба да прави. Мислам дека треба да дојде органски, ние градиме нешто, за владата да го препозна и да го земе. Се што правиме е бесплатно. Се што правиме е комплетно отворено. И дај Боже, наставник, родител, министер, премиер
да каже ова што го развила Фондација Кантарот Така. е корисно и ние ќе го употребиме слободно, се е бесплатно. Така. Кажи ми, имаше во оној период кога се случи онаа ковид кризата, вие останавте тука, на Фики се развиваше платформа за онлайн образование, таа платформа веќе имаше потенцијал да се користи понатаму за хибридни начини на предавање и така натаму, некако сето тоа стивна. Кој е твојот став за овие проекти кои што се од национално значење, некогаш завршуваат, а можеле да пораснат во нешто многу поголемо? Тука е моментот кај што фондацијата се вика Кантарот, нели? Каде што се мерат нештата, се вага, да. Така што мислам дека мораме да бидеме многу објективни. Од една страна, да, имало тука проекти кои што започнале и не го оствариле својот потенцијал, меѓутоа и во светот ако погледнеме, целиот човечки прогрес се е благодарение на 1% long tail што се нарекува. Така што повеќето добри идеи замираат. И тоа не можеме да се лутиме за тоа. Колку пати некој смислил нешто, не се дознало, па ние повторно го реобмислуваме. Така што таа неефикасност е вградена во системот. И во тукашниот и во западниот систем. Проблемот е што ние сме мала земја. Една иницијатива можеме да поддржиме, а потребно е да поддржиме 100 за една да успее. Сите сме во потрага по некој unicorn, нели, тоа е во терминологија на Силиконска долина, некоја иницијатива што ќе биде препознаена, иако можеби не е првата, а можеби не е ни најдобрата. Така што, наместо да фокусираме многу пари на едно место, можеби треба да дозволиме само организација и многу мали иницијативи, една од тие ќе фати корен и ќе направи нешто револуционерно. Наоѓаш ли истомисленици многу во светов? Наоѓам многу, ама сепак се малцинство, нели? Да. Значи, јас се чувствувам најубаво во еден мал круг на луѓе. Каде што тоа што ќе го кажам ќе биде конструктивно сватено, и критиката исто така ќе биде конструктивна. Така. И мислам дека новите медиуми даваат простор за еден таков начин на комуникација. Така што многу е убаво каде и да се отиде да се најде човек што е дел од свиеста заедницата, да се најде човек што верува во овие револуционерни техники за магнетна резонанса. Меѓутоа најголемиот проблем е како ти ќе го убедиш Siemens да ја прифати твојата радикална идеја. Меѓутоа тоа е патот на секој голем изум. Тоа е патот на секоја голема идеја и тие истомисленици во еден момент ќе создадат едно јадро, критична маса, што ќе ја смени државата или можеби светот. Или можеби светот. Никола, ти благодарам многу што беше гостин во Women подкаст. Те очекуваме во некоја друга понатаму епизода. Ужива во муабетот. Верувам дека поттикнавме многу иницијативи што ќе вродат плод и што ќе му помогнат на Кантарот пред се и на нашето општество, на крајот и на светот. Фала ти, Весна. Навистина ми беше задоволство. Ти благодарам многу. Ви благодарам што не следевте. Ова беше Women подкаст. Гледајте ни понатаму.